Работниците го креваат гласот за повисоки плати. Сите од 1 септември најавуваат како што велат жешка есен поради ниските примања и високите цени на се. Поенормното зголемување на платите на функционерите за 78% и порастот на цените врие од незадоволство кај работниците од сите сектори во државата. Повисоки плати бара администрацијата, здравството, судството, новинарите, медицинскиот персонал. Синдикатите најавуваат жешка есен со протести и штрајкови за обезбедување пристоен живот и за достоинствена плата. Она што ние го најавуваме од септември како зголемување од 10% за сите вработени во јавниот сектор, ќе видите дека инфлацијата и зголемените продукти се многу повеќе од тие 10%, така да на вистина ќе биде едно продолжено жешко лето со многу можеби нови протести и штрајкови, бидејќи на вистина граѓаните и во јавниот и во приватниот сектор повеќе не може да го издржат притисокот кој што го имаат од ценовните шокови. Последни во низата кои бараат повисоки плати и нормални услови за работа се вработените во образованието, кои не ја исклучуваат можноста стартот на новата школска година да почне со штрајк. Има низа проблеми, низа небулози кои што потекнуваат од овие насоки, ние ги искористиме сите механизми, како со протести. И доколку не сака да ги промени сите незаконски активности што се одбират за развој на образованието, а може да се очекува брзо време протести. Протести најавија и вработените во здравството, кои бараат 30% повисока плата за сите, како што велат од хигиеничар до директор. Имаат измешано, буквално кажано, баби и жаби, каде што определен број на вработени ставени се во група на минималец. Од септември генерален штрајк најавија и вработените во судската администрација и тие бараат покачување на платите од 30%. Освен работниците, ескалираше незадоволство и кај пензионерите, кои се крајно револтирани од огромното зголемување на платите на функционерите. Тие бараат линеарно зголемување на пензиите по 3500 денари, а не процентуално од 6%, кое како што рекоа било понижувачки. Навечер умирам, дењево скреснувам. Верујте ме, деца. Јас сум 70 години, вака ни било, ни ќе биде. Ова е сиромаштија невидена. Според последните пресметки на Сојузот на синдикати, на 4 члено семејство му биле потребни над 50.000 денари за да го истурка месецот, што значи за да се преживее, потребни се 2 просечни плати, пари кои ретко ги зема.